Денеска православната црква ги празнува светиот маченик Севастијан и други со него, и светиот Флор, епископ Амински. Светиот маченик Севастијан и други со него. Овој славен Христов маченик се родил во Италија и бил воспитан во градот Милано. Уште во младоста се предал на војничка служба и како учен, воспитан и храбар му се замелил на царот Диоклицијан, па го поставил за началник на својата дворска гарда. Во тајност ја исповедал верата христијанска и се молел на живиот Бог. Како чесен човек, правичен и милостив, Севастијан бил омилен многу од своите војници. Каде што можел, тој ги спасувал христијаните од маки и од смрт, а каде што не можел, тој ги охрабрувал неотстапно да гинат за Христа, живиот Бог. Двајца браќа, Марко и Маркелин, кои биле во затвор заради Христа и веќе на границата да се одречат од Христа и да се поклонат на идолите, Севастијан ги утврдил во верата и ги охрабрил за мачеништво. Кога им зборувал да не се плашат од смртта за Христос, неговото лице се просветлило и сите го виделе неговото лице светло како лице на ангел Божји. Своите зборови Севастијан ги потврдил и со чуда. Ја исцелил од немост Зоа, жената на темничарот Никострат, која била нема 6 години и ја привел кон крштевање и неа и целиот дом на Никострат. Ги исцелили двајцата болни синови на војводата Клавдиј и ги привел кон крштевање Клавдиј и неговиот дом. Го исцелил од 11 годишна болест Транквилин, таткото на Марко и на Маркелин, и го привел кон крштевање, заедно со целиот негов дом. Од иста болест го исцелил и епархот римски Хроматиј и го привел кон крштевање него и неговиот син Тавуртиј. Од нив прво пострадала светата Зоа, која ја фатиле на гробот на светиот апостол Петар каде се молела на Бога. По мачењето ја фрлиле во реката Тибар. Тогаш го фатиле Тивутрија и судијата пред него ставил жар, говорејќи му да избере живот или смрт, тоест или да фрли темјан и да ги покади идолите, или самиот да застане бос на жарот. Светиот Тавурти се прекрстил и застанал босоног на жарот и останал неповреден. Потоа бил со меч исечен. Никострат бил убиен со стап. Транквилин бил потопен во вода. Марко и Маркелин биле мачени и со копје биле прободени. Тогаш Севастијан бил изведен пред царот Диоклицијан. Царот го укорил за предавството, но тој му рекол: "Јас секаде му се молам на мојот Христос за твоето здравје и за мир на Римското царство." Царот наредил гол со стрели да го стрелаат. Војниците го стрелале се дотогаш додека целото тело на маченикот не било покриено со стрели. Та повеќе и не се гледало од стрелите. И кога сите мислеле дека е мртов, тој се појавил жив и потполно здрав. Тогаш незнабожците со стапови го убиле. Славно пострадал за Христа, својот Господ, и се преселил во небесното царство во 287-та, во времето на царот Диоклицијан и Гај, епископот римски. Поуки од светите отци. Љубовта има три ипостаси: девственост, познание и светост. Без девственоста љубовта не е милост, но е земска, себичност и страст. Без познанието љубовта не е мудрост, но е лудост. Без светоста љубовта не е сила, но е слабост.
Господи, удостој ме со љубовта, со која Ти живееш и живот даваш. Удостој ме со Твојата љубов и ќе бидам слободен од сите закони. Всели ја во мене Твојата љубов и таа љубов ќе ме всели во Тебе. Свети Николај Велимировиќ. Светиот Флор, епископ Амински. Живеел во времето на царот Јустинијан II и Маврики. Бил од благородно семејство и самиот бил благородник. Ги оставил метежот и суетата на светот и се повлекол во манастир на подвиг заради спасение на душата. Потоа бил избран за епископ на градот Аминс во Кападокиската област. И како подвижник и како јерарх му угодил на Бога и мирно се преселил во Царството Божјо. Поуки од светите отци. Кога со болка слушаш за тугите страдања, тоа е љубов. Дури и само еден единствен сострадален поглед и еден сочувствителен збор упатен кон оној што е во неволја. И тоа е љубов. Кога со него ќе ја споделиш жалоста и ќе му подадеш малку спокојство во тешките мигови, и тоа е љубов. Љубов е кога го понесуваш тешкиот збор што ќе ти го речат. Свети Пајси Светогорец. Славете го Господа, зашто е добар, алилуја. Зашто е вечна милоста негова, алилуја. Славете го Бога на боговите, зашто е вечна милоста негова, алилуја. Славете го Господа над господарите, алилуја. Зашто е вечна милоста негова, единиот кој прави големи чудеса, алилуја. Зашто е вечна милоста негова, алилуја. Кој премудро го создаде небото, зашто е вечна милоста негова, алилуја. Кој ја утврди земјата врз водите, алилуја. Зашто е вечна милоста негова, алилуја. Славете го Бога на небесата, алилуја. Зашто е вечна милоста Поуки од светите отци. Човекот не живее за да ја најде среќата, туку вистината.
тежок и тесен е патот до вистината, но оние што ја посакуваат ја наоѓаат и вистината ги ослободува. Вистината е личност, Богочовекот Исус Христос. Архимандрит Никодим Солунчев.